израснале во време на економски раст, технолошки напредок и големи социјални и културни промени. Некои од карактеристиките и вредностите на беби бумерс се фокус на работа и кариера, оптимизам и амбиција, материјален просперитет, традиционални семејни вредности и многу други. Овие генерации остануваат влијателни и денес, бидејќи многумина од нив се уште учествуваат во културата, во политиката, во економијата и во уметност. Нашите родители на генерација Z, тие ги пречека почетоците на технолошкиот развој. Тие ги затекна телефоните како Nokia 3310, видеоигри како Tetris и конзолата како легендарниот PlayStation 1. Овие генерации често се потпираат на нашите способности за снаоѓање со техниката. Затоа ќе ве прашам, на кого му се случило мајка му да го праша: дали ми го знаеш пасвордот на Facebook? Ова ја потврдува разликата помеѓу генерациите. Миленијал генерација. Оваа генерација е значајна бидејќи растела во големи технолошки, економски и општествени промени, особено осамостојувањето на Македонија. Карактеристики за оваа генерација сте раст во време на транзиција, технолошка еволуција, односно таа била првата генерација која израснала со почетокот на интернетот, мобилните телефони и компјутерите, и образование и миграција, односно поголемиот дел од луѓето се фокусирани на високо образование. Ние, нашата генерација, Gen Z, е обликувана од брзиот технолошки напредок и од социјалните мрежи. Оваа генерација има различен поглед кон светот од другите генерации, особено поради средината во која што е израсната. Израснати во дигиталниот свет, родени сме ние во брзо време када од обични мобилни телефони преминавме до смартфони, од обичен статичен интернет преминавме до брзи мрежи, како и појавата на платформите YouTube, Instagram или па и Facebook. Генерација Алфа се децата на миленијалците и прва генерација целосно родена во дигиталната ера. Се карактеризира со дигитална писменост како што се телефони, таблети и вештачка интелигенција, едукативна иновација, учат со нови методи, свест за одржливост, растат со поголема свест за животната средина. Во оваа генерација се играат игрите Minecraft, Fortnite и Roblox. Со своите уникатни и интересни денешните генерации можеме само да замислиме како ќе влијаат во општеството. Сега да ги слушнеме и ученичката Ива од Васил Главинов и Вања од Панко Брашнаров, што сакаат да ни споделат. Како што знаеме, еден од клучните двигатели во оваа тема е технологијата, но всушност што е тоа технологија, дали таа представува пријател или непријател. Со секоја генерација знаеме дека технологијата станува се повеќе доминантна и по-напредна. Дали таа помага или оддалечува? Миленијалците доживеале генерацијата како нешто ново и возбудливо. Ген Z ја користиме како алатка за истражување, а пак Ген Алфа некогаш нема да знаат како е да се живее без неа. Можам да дополнам дека името на генерацијата Millennials го добива по тоа што повеќето од тие луѓе родени во оваа генерација полнолетството го добиваат точно во почетокот на новиот милениум, а додека генерацијата Gen Z или помеѓу нас познати како генерација на зумери се нарекуваат така затоа што тие брзо се адаптирале на новите технолошки пронајдоци и промени. Ви благодарам за се што ни споделивте. Сакам да прашам дали публиката има некоја прашање или сака нешто да не дополни. Доколку нема, ви благодарам за учеството, ви благодарам за присуството и да очекуваме дека ова ќе биде поттик за нашите идните генерации на патот за соработка.